Денеска сме тука во Кавадарци со присуство на земјоделци, каде ќе разговараме за актуелниот нов јавен повик за мерката 113, а позната е како подршка за младиот земјоделец. Со измените во Законот за земјоделство и рурален развој оваа година, како што ветивме, финансиската подршка ја зголемивме од 10.000 евра на 20.000 евра. Оваа сума ќе се исплаќа на годишно ниво и во најмногу 3 рати. Рокот за поднесување на барањата за оваа мерка е 10 март. Секој млад земјоделец од 18 до 40 години, кој што ќе ги исполни пропишаните критериуми за мерката, ќе добие неповратна финансиска подршка од 20.000 евра. Со оваа финансиска подршка, младите луѓе ќе може да ја искористат за зголемувањето на одржливоста на земјоделската дејност, на нивните семејни земјоделски стопанства, за инвестиции и за изградба и доградба на преработувачки капацитети, за набавка на опрема за сите земјоделски гранки. Ова е една од мерките за која сме посебни горди, со што директно ги стимулираме младите да се занимаваат со земјоделство и да придонесуваат кон развојот на ова стопанска гранка. Само да напоменеме дека во овој период 2017-2019 година склучивме вкупно 526 договори со вредност од 3,5 милиони евра. Само за една споредба, откако беше воведена мерката млад земјоделец од 2012 до 2016, значи за 5 години, претходната влада исплати само 2,4 милиони евра или 250 договори. Со ова би сакал да додадам и да ги охрабрам младите, без разлика на шпекулациите и манипулациите кои од дополнителниот заменик министер се пласирани, дека само 8 земјоделци може да добијат оваа мерка. Ова покажува за едно тотално непознавање, но и за една демагогија и ширење на лажни вести, а тоа е дека многу е јасно програмата се ставени парите за да се објави мерката. Со објавувањето на мерката и со крајната реализација, односно со исполнувањето на условите, тогаш се додава дополнителни средства за да може да биде опфатена за целата програма, бидејќи нерационално е во програмата да вржувате милиони евра, а да знаете дека не може да ги искористите.